Годинава по трети пат од 21 до 27 април беше одбележан светскиот ден на акција во рамки на интернационалната програма на Фондацијата за еколошка едукација Еко училиште, која се спроведува во 57 земји од целиот свет. Во Република Македонија, Сдруженијето на граѓани ОХО е национален координатор на програмата Еко училиште, која пак во соработка со Министерството за образование и наука, училиштата ширум земјава ја спроведува како дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Основното општинско училиште Јоаким Крчевски открива Паланка како Еко училиште се вклучи активно во одбележувањето на светскиот ден на акција, кој годинава се реализира под мотото Заштеда на енергија. Тимови со ученици од Јоаким Крчевски под менторство на тројца предметни наставници Драги Петровски, Игор Велиновски и Лазо Ѓорѓиевски преку креативни активности и работилници се вклучија во акцијата од светски размери. На тема заштеда на енергијата, тимовите на наставникот Драган Петровски изработија конструкции кои работат на сончева енергија. Конкретно, возило кое користи алтернативен извор на енергија наместо електрична и соларно авионче. Ние ги посетивме на една од работилниците каде учениците подетално ни ги демонстрира активностите со кои учат да ја штедат енергијата. По повод на светскиот ден на акција, која се одржува од 21 до 27 април, нашето училиште Еко училиште ја заштедува енергијата, а исто така и јаглеродниот диоксид. CO2. Ние треба да ги искористиме природните ресурси од природата, така што ние ќе ја заштитиме, а исто така ќе ги намалиме сметките. Ние заедно со нашиот наставник изработивме возило, а исто така и авионче. Така ви беше ли тешко да ги изработите, кажем? Не. Учествуваше во сите изработки, во сите проекти, што ти беше најинтересно, поинтересно? Најинтересно автомобилот како изработував. Петар, кажи ми каков автомобил изработивте и како функционира? Можеш ли да ни објасниш? Тоа е соларен автомобил кој преку сончевиот колектор ја абсорбира сончевата енергија и преку спроводниците се пренесува во тргалата. И со тоа се движи автомобилот. Колку време го изработувавте? Беше ли тешко? За прв пат ли си видел еден ваков автомобил? Вако учествував и лани и годинава ќе учествувам. Знам како оди тоа и има тука еден вид на списание кое кажува како да се монтира. Јас сум Теодор и изработивме соларно авионче која преку колекторот ја впива соларната енергија, преку проводниците ја оди во моторчето со перки и на тој начин се врти. Бидејќи сега нема сончева светлина, претпоставувам не можеме да видиме како функционира. Интересно ли е кога го склопивте? Беше ли интересно да видите како работи? Да, многу интересно. Би сакал ли некогаш да направите еден реален ваков авион, не само макет? Да, многу би сакал и да видиме како работи. Тимот под менторство на наставникот Игор Велиновски работеше на заштеда на енергија со искористување на сончевата енергија и намалување на јаглеродниот диоксид во воздухот, со поставување црево на сончев колектор преку кој ќе се топли вода и со тоа ќе се заштеди енергијата. Додека учениците под менторство на наставникот Лазо Ѓорѓиевски разработуваа соларни идеи со изработки на скици, цртежи и макети. Нивните активности ќе ги проследиме во текот на следните денови, додека неколку практични совети за заштеда на енергијата ќе слушнеме од учениците кои на часовите покрај практично и теоретски со низа презентации кои редовно се користат во наставата, се запознаваат со предностите и важноста од заштеда на енергијата. Јас се викам Илан Стаменковски. Што ќе ни представиш ти? Што работите за време на часовите и во рамки на овој проект? Јас ќе ви представам една презентација за заштита на енергијата. Кажи ми, интересно е, често на часовите работите со вакви презентации? Да. Што научивте од презентациите? Како да заштедиме енергија. Така, важно е? Многу. Значи, ова е една презентација за заштита на енергија. Овој предмет е, например, потрошувач на енергијата. Дали можеме да живееме без енергија? Дали ќе можеме да ги платиме толку високите сметки? Еве, например, една месечна сметка, која стиза многу пари. Зошто ви го поставив ова прашање? Одговорот на овие прашања ќе го добиете доколку подгледнете сметките. Ви даваме неколку совети за тоа како да заштедиме енергија, а при тоа и да заштедиме пари. Термостаторот на фрижидерот да се намести меѓу 3 и 5 степени Целзиусови. Секогаш да се користи поклонец на садот, зашто со тоа се скротува времето на готвење, а со тоа само и се намалува потрошувачката на енергијата.
По повод Светскиот ден на акција, Фондацијата за еколошка едукација распиша и награден конкурс за собирање и наградување на најдобрите акции и иновации кои довеле до заштеда на енергијата. Основното општинско училиште Јоаким Крчовски со реализираните акции, дел од кои ви представивме, ќе учествува на конкурсот, со надеж дека покрај подигнување на свеста за заштеда на енергијата, учениците и наставниците инволвирани во активностите за истите ќе добијат и признанија за една од најдобрите спроведени акции на национално, а можеби и на интернационално ниво. Тоа е еден вид роботика, предпоставувам. Интересно ли е да се учествува во ваков проект? Вашето училиште редовно учествува на вакви проекти? Многу интересно, одиме секоја година во различни градови, кои таму деца од различни градови ги представуваат своите изработки. Со ова ќе учествувате и на надпревар, предпоставувам? Па, да, се надев. Очекувате дека ќе добиете награда? Па се разбира, очекуваме. Светскиот ден на акција се организира трета година поред на интернационално ниво. Минатата 2013 година во светската акција беа вклучени 29 земји. Во училиштата од Македонија беа спроведени над 300 екоакции и беа вклучени над 250 воспитно-образовни институции. Со тоа, нашата земја се вклучува во светските напори за подигнување на свеста на голем број еколошки теми на интернационално ниво.